Единствен матичен број. Предпоставам секој го знае како код на личниот идентитет. Но кога бројката се претвара во судбоносна историја, тогаш се соочувате со семејното стебло, со автоанализа, кој сте, каде сте, зошто секој потеклото го одбира и го наоѓа во вистинска драма на поединецот, но и во општеството. Единствен матичен број не мора да го барате само во полицијата, туку и во регистарот на дилеми дали и зошто постоиме. Читателски, но и личните провокации можете да ги пронајдете и во истоимениот роман на годината во Македонија. Лауреатот Лидија Димковска во ово издание на Трилинг. Добро дојдовте, ви благодарам што издвоите време, непосредно пред да си заминете повторно во Словенија. Благодарам, добро ме најдов. Велите романот е документаристика што се откривате во бракот на една македонка и грк. И што е она што ве испровоцира да пишувате за еден ваков роман? Па инспирацијата ја носев со години од мојата прва посета на Кипар, кога всушност сватив што се поминал тој народ таму со инвазијата од 1974 година и што се случило и што можело потенцијално да се случи со луѓето кои што живееле таму, и грците, меѓутоа и турците. И не знам, ми се роди таа идеја да напишам еден роман за една македонка која што запознала еден таков човек, грк од Кипар. Тој дошол во Македонија, односно во тогашна Југославија, и да го следам неговиот, односно нивниот живот низ премрежјата и на Југославија и на Македонија, меѓутоа пред се на нивната лична определба да живеат во Скопје, да имаат 2 деца, а сепак тој брак да не функционира како што треба, па и целото семејство. И преку тоа дисфункционално семејство, всушност да прикажаме една приказна која што е можна веројатна и ден денес, и не само во Македонија, туку и во светски рамки. И секако да го преиспитам прашањето за идентитетот, за единствениот матичен број, кој што Никос од Кипар го нема во неговата татковина, меѓутоа го добива кога се преселува во Скопје, во Македонија и во тогашна Југославија. И да го поставам прашањето дали постоиш во вистинска смисла на зборот, но исто така и во метафизичка смисла на зборот, тогаш кога имаш МБГ. Зошто трагавте и главната преокупација ви беше екзодусот? Ние во последниве години имаме, сведоци сме поточно на перманентно иселување, на тренд на заминување или преселба на народите. Така. Навистина живееме во век на номадизам, на преселби, на миграции, па и самата сум јас емигрантка, нели, иако заминав доброволно од Македонија, односно причината беше љубов. Меѓутоа, секоја преселба е на некој начин еден крст кој што треба да се носи. Ниту една преселба не е лесна, а особено ако е тоа преселба од политички, од воени причини. Значи, Никос Аврам бега всушност од Вароша, која што и ден денес е затворен, односно мртов град во кој што се времето е застанато, просторот е таков како што бил уште во 74 година, без можност нешто да се промени, односно тоа е една руина од време и од простор. И тој бега во 74 година од таму, доаѓа во Македонија, се здобива со една нова не татковина, но земја во која што ќе живее, а сепак ни тука не се наоѓа себе си. И си го поставува прашањето, односно бара излез во она што ние го познаваме како фолклорен па и национален идиом, човек да фати пустелија. И мене ме инспирираше всушност и тој идиом кој што често пати го слуша во текот на моето детство во Македонија, и сакав да дознам каде би можел еден бегалец од Кипар во Македонија уште еднаш нели да побегне, односно да фати пустелија или да се избави од тоа што мислел дека ќе биде негов дом, негов нов живот. Димковска, секој оној кој заминал од сопствената држава и се преселил во некоја друга земја, секогаш и најчесто е странец или тугинец. Кои се мотивите според вас? Што е она што најчесто нашите, македонските граѓани ги тера да купат билет во еден правец?
Па во последните децении, во децениите на транзицијата која никако да заврши нели во нашата држава, всушност тоа е секако бедата и сиромаштијата. Едноставно неможноста да се остане овде и да се работи тоа што се сака, за тоа што си студирал, што си учел, што си издвоил години. Па јас самата кога завршив факултет, иако со висок просек, не ме чекаше ниту едно работно место во Македонија. Така што решив да заминам прво во Романија, каде што докторирав, а потоа оттаму во Словенија. Значи, мојата причина можеби не беше толку од материјален и економски видик. Јас сакав да ги проширам своите знаења. Мене светот ми е татковина на некој начин. Јас навистина верувам во тоа дека космополитизмот може да биде една идеологија во која што јас навистина верувам. И тоа е мојата единствена идеологија. Но секако многумина заминуваат од многу побанални причини, барајќи ја среќата на животот или не знам материјалните добра или едноставно да се спасат од нешто што не представува живот, туку само некоја елементарна живеачка, односно екзистенцијална потреба да се има малку повеќе, да се живее подостоинствено. Академик Влада Урошевиќ на промоцијата го апострофира значењето на зборот пустелија и посебно го истакнува моралното значење на вашиот синоним за поединечната, но и цивилизацијска голгота во брановите на екзодусот. Има ли лек? Има ли начин како да ставиме крај на ова перманентно заминување од дома? Јас би сакала да верувам дека има. Па сигурно има. Мислам, Македонија е толку мала земја. Јас навистина се чудам и се прашувам како не можеме да го организираме ова мало парче земја со подобри услови за живот, со подобри услови за работа, за да не морат младите кои што всушност тука завршуваат, кои што тука студираат, да не мораат да заминат во светот и да си ја бараат среќата. Јас мислам дека не е потребно многу, но потребна е добра волја, потребна е добра политика која што ние ја немаме со децении. Потребен е еден друг поинаков став кон себе си. Знаете, ние секогаш проблемите ги бараме надвор од нас. Мислиме дека се некој друг ни е виновен за нешто. Меѓутоа, треба сами себе си да се запрашаме. Што можеме ние лично да направиме? Лидија Димковска, писател со 4 романи и 7 престижни поетски збирки. Таа е лауреат на Струшките вечери на поезијата, потоа за поезијата е наградена и во Германија и Романија, за проза 2 пати со наградата за Стале Попов. Завршивте студии на компаративна книжевност во Скопје, но 2 децении живеете во Словенија, поточно во Љубљана. Словенија е првата земја од поранешните југословенски републики која се приклучи кон Европската унија. Каде е Македонија денес? Во компарација или во споредба со сите овие поранешни јудржави? Добро прашање, навистина. Во почетокот на 90-тите години јас имав чувство дека нас не опфати една еуфорија, дека конечно сме независни, самостојни и дека нешто многу повеќе ќе направиме за Македонија отколку тоа што можеше да се направи во рамките на Југославија. Меѓутоа, како што децениите течеа и како што годините течат, ми се чини дека Македонија е се поназад од таа идеја да се приклучи кон европското семејство народи, да направи нешто повеќе за својот народ. Тоа е многу важно, да направи нешто за својот народ. Во Словенија во таа смисла навистина излезе победник, излезе херој, бидејќи исто толку е мала како Македонија. Со исто толку мал во наводници јазик, нели, кој што не може кој знае колку да просперира во светот на културата, баш во светски рамки. Меѓутоа, таму луѓето некако, не знам, се поорганизирани, подисциплинирани. Секако, во секој систем, знаете, има многу дупки. Меѓутоа, ако не живеете во некој систем, не го познавате и го идеализирате на некој начин. Јас денес не можам да го идеализирам словеничкиот систем, бидејќи живеам во него и ги знам и неговите аномалии. Меѓутоа, однадвор, сепак гледано, Словенија е далеку понапред, нели, и всушност ги има сите оние бенефиции од Европската унија кои што би можела да ги има и Македонија, за жал ги нема. Што е за вас патриотизам? Апсолутно не национализам. Патриотизам за мене е всушност да ја сакам
татковината толку многу што можам да ја критикувам и да ја гледам однадвор, од некаква дистанца и да знам како можам да ја помогнам и едноставно да се чувствувам фрустрирана кога не можам тоа да го направам. Јас не верувам во патриотизмот кој што нам денес сега и овде ни се продава, кој всушност е еден вид национализам. Не верувам во патриотизам на химни, знамиња и така натаму. Верувам во еден многу подлабок патриотизам, а тоа е да се биде човек и кога сте вие човек, кога сте вие вистинско човечко битие со сите доблести и вредности, тогаш и вашата земја ќе биде таква. Јас мислам дека на Македонија и недостасуваат луѓе кои што ќе ја сакаат на таков начин Македонија. Меѓутоа, треба да не заборавиме и дека политичкиот систем во Македонија всушност не ја сака Македонија. Јас мислам дека политичкиот систем е всушност најголемиот непријател на Македонија. Велите дека дистанцата ви дава слобода. Можам да напишам се што ќе замислам. Зарем писателите во Македонија се заробеници? Не, апсолутно не. Меѓутоа, кога живеете во некој простор, како што јас сега, например, живеам во Словенија, мене таму се ми е многу блиско. Јас не можам да седнам и да пишувам, не знам, за некое семејство од Словенија, бидејќи ми се чини дека ги гледам од премногу блиска перспектива. Едноставно немам некаков видеокруг на поширока перспектива. А јас Македонија сега можам така да ја гледам и едноставно да се замислам секакви можни приказни. Јас мислам дека македонскиот писател, македонската писателка има максималната слобода на мислата и на говорот. Меѓутоа, мислам дека од екзистенцијални причини понекогаш едноставно ја нема слободата на сопственото време. Треба да се има и време за да се пишува. А ако сте постојано изложени на грижи за тоа дали денес ќе имате за вашите деца, дали ќе ги прехраните, дали ќе можете вие нешто да направите, тогаш во една таква стресна состојба, секако која што може да биде инспиративна за книжевноста, но ако го немате потребното време, вие и не можете да се посветите на пишувањето. Што е за вас разликата во патриотската реторика Словенија, дежела, моја, и Македонија е се што имаме, како што ни остави аманет првиот председател Кирил Глигоров? Знаете, јас не верувам во вакви работи. Ова се за мене флоскули. Не верувам во тоа дека една земја толку многу може да се сака што човек да се поистовети со неа. Јас секоја земја што ќе ја посетам станува на некој начин моја земја. Мене Македонија ми е македонскиот јазик. Тоа е јазикот кој што јас го избрав после 30 години отсуство од Македонија да пишувам на тој јазик. Мене тоа ми е татковината, македонскиот јазик. Македонија како земја може да биде и доста фиктивна, нели, фиктивно нешто, односно што е тоа Македонија? Македонија е земјата во која што јас се родив, израснав, јазикот на кој што пишувам. Македонија е моето семејство кое што живее тука, моите пријатели, така натаму, но не повеќе од тоа, знаете, не е она што ни го пропагираат идеологиите, што ни го нудат медиумите и така натаму. Македонија е всушност нешто многу лично. Како вие ги доживувате коментарите? Ни го оспоруваат македонскиот јазик, се обидуваат да не обезличат, идентитетот ни го проблематизираат. Колку е тоа реално или станува збор за билдање на националистичката и патриотска нитка кај македонскиот граѓанин? И едното и другото ги има во сето тоа. Второто го има многу повеќе, она што го рековте дека навистина ни го билдаат, нели, и секој дневието со такви изјави. Знаете, јас имам досега на бугарски јазик преведени 4 книги. Значи многу често гостувам во Бугарија. Имам таму преведувач на моите романи и препејувачка на мојата поезија. И единствен матичен број исто така ќе биде преведен на бугарски. Ниту еднаш во ниту едно интервју во Бугарија никој не ми рекол, ама вие пишувате на нашиот јазик. Значи јас имам таму преведувачи, имам препејувачи, имам издавачка куќа која што ме објавува и едноставно ме третираат како секој странски автор кој што ќе дојде во Бугарија да гостува. Значи моето искуство со Бугарија е такво. Не знам, со Грција сега излезе Резервен живот на грчки јазик. И со издавачот едноставно се договоривме во мојата библиографија да остане тоа дека јас сум родена во Македонија.
И во романот, таму каде што се спомнува Македонија, тоа не е преведено во Северна Македонија. Си стои Македонија. Значи, сакам да кажам дека оние кругови кои што се занимаваат со уметност, со култура, оние нормални луѓе, бидејќи секаде има и нормални и малку поненормални, тие немаат проблем со нашиот идентитет. Тие немаат проблем со мене како писателка, која што пишува на македонски јазик, живее во Словенија и така натаму. Кој ги создава тогаш овие бариери на постојано натегање или меѓусебно конфронтирање, еве на релација Скопје-Софија? Политичарите? Политичарите и простите народни маси. За жал, јас не можам да ги идеализирам нашите народи. Нели, во секој народ има и многу една проста маса од луѓе на кои што ништо не им е важно освен сплетки, интриги, заговори и така натаму. Тоа особено дојде до израз за време на ковидот, нели? Така што тоа го има во секој народ. Го има и во словенечкиот, и во грчкиот, и во бугарскиот, и секако во македонскиот. И кога еден таков народ ќе испили политичари кои што нели излегле од јас не велам проста маса за луѓе кои што не се образовани, апсолутно не. Може да имате и докторат, па да припаѓате на таа категорија, која што идеологизира, која што се занимава со беден патриотизам, односно национализам, која што мрази други, нели, која што не признава малцинства и така натаму. Значи тоа го има во секој народ, во секоја држава. Малку или повеќе излегува на видело. Јас мислам дека таквите луѓе, иако има политичари од таков ранг, ги прават тие разлики меѓу нас и ни создаваат непотребни проблеми. Непотребни. Господја Димковска, на крајот, што би било мотив за вас после 2 децении од Словенија, да речете, доста е, тука и да се вратам во Македонија? Евентуално, ако ќерка ми рече дека сака да живее во Македонија, таа е двојазична, многу ја сака Македонија, односно сето она што и се случува тука кога доаѓаме, тогаш можеби ќе се решам да се вратам. Благодарам за гостувањето и за интервјуто, ви посакувам среќен пат во Словенија и уште еднашка честитки за Роман на годината. Благодарам. Тоа беше интервјуто со Лидија Димковска, која оваа година е добитник на Роман на годината со романот Единствен матичен број.